Булеварот продолжува со градење, а ние треба буквално да затвориме, бидејќи висинската разлика од нашата страна е негде и до 1,40 м, лично за мене ве зборувам. Јас веќе не можам да влезам со тешко возило, да доставам роба, да можам да направам влез и излез во објектот. Со кола можам, ама со тоа што тоа е индустријски објект, имам одобрение за градба, сервис за возила, за тешки и за лесни возила. И како би го решил тоа понатака, јас не гледам излез. И ние сме од засегнатата страна, каде што патот се проширува на едната страна 10 метра, не од 5 до 10 метра, на другата ни 1 метро. Проектот иначе е правен од фирмата Gain, кај Крепс позади нас. И како што гледате, еве, тротоарот е ставен пред нив, кај нив од таа страна не е одземено ниту 1 метро, кај нас во случајот од улицата сме 10 метра. Да, булеварот си оди по неговата динамика, гледате и самите од другата страна што се случува. Тука веќе каде што е застанато бидејќи овој плац тука веќе води тужба и не гледаме никаков напредок. Пак уште еднаш ќе нагласам, сме за да се изгради булеварот, нека се одземе се што е потребно, нека биде тоа сразмерно. Бидејќи ние сме плаќале давачки према градот Скопје и сите плаќале. Ако е добро за сите, ако е лошо за сите. А јас сум со објектот со дозвола за градба од 2002. Од тогаш до сега 2015 кога имало промена, све се одвивало како што треба. Сега кога е изгласана промена како проектант од Gain, ние немаме никакво известување да се дојде и да се побара решение, туку ни кажа дека требало на огласната табла во град Скопје да видиме дека промена. Јас мислам дека никој не оди секојдневно во град Скопје и на огласната табла да гледа што се случува по нивните собраниски анкети. Бидејќи нашите жалби никако не може да стигнат до правите места, имаме адвокат кој не застапува. Од 2022 се поднесени барањата до Уставен и до Управен суд, поднесено е барање до антикорупцијска. Они викаат дека одговорот таму нема, секаде е поднесено, а одговорот е на антикорупцијска дека нивната работа е завршена. Проследено е барањето дека има неправилности, дека се одзима многу земја, но сето тоа нема никаков одговор за нас. Барем по законот за просторно и урбанистичко планирање, се планира еднакво да се шири патот. Ако треба да се прошири патот 10 метра, си иде 5 лево, 5 десно. У случајов е 10 од една страна, 0 од друга. Бараме некое решение од градот, бидејќи откако е дојде на градоначалничката 2 години, поднесуваме иницијатива и ве сега повторно пред некој ден архивиравме барање до нејзе. Едноставно нема слух за некој компромис. Сите сме ние за да се изгради булеварот, да има идено решение за сите добро, но сепак да не биде еднава страна уништена за однос на другите да може да работи. Добиено дозвола за градба за 3300 квадрати. Со дозволата има примено како да се влезе во објектот, да се излезе во објектот, да функционира објектот. Тоа е дозвола за градба е земена од 2011, проектот за проширување на улица е направен од 2015. Таму веќе тој објект кој ќе се гради таа улица и тој кружен тек веќе ќе биде нефункционален, 3300 квадрати. Тие што се на пример под кирија, сигурно ќе напуштат, ќе бегат и друг нема да биде функциониран тој објект. Мислам дека адвокатот поднеси за судирни интереси за фирмата Gain, зашто се наоѓа на истиот простор кај што треба да се прави булеварот, они го прават проектот, што не е случај со други проекти. Меѓутоа нема одговор уште од нигде за тој случај. Во 21 век ќе немаме
фекална канализација, сите сме на септички јами, а фреквенцијата овде на Муштери е многу поголема него што беше на почетокот и се повеќе и повеќе фирми вработени доаѓа што има потреба од фекална канализација. Исто и за кружниот екип ме е кажано, меѓутоа проектот каков е таков е, се турка, нема никакви можности, вика, за поправка.